Сибарал, Госпланина народе. Ние израснавме народе. И сега 9 планини не ни стасуваат. Нови планини и нови полиња нека носи револуцијата, за да ги копаме. Нам една планина не ни стасува. Значи не седели народ од планина? Не седели гранка од корен. А планината? Зар не ви е жал да ја дадеме планината? А? Зар не ви е жал да ја дадеме планината? Народе! Зар не ви е жал да ја дадеме планината? Да живее Вујко Стамат! Да живее! Да живее револуцијата! Да живее! Сеќавањето на големиот македонски актер Ристо Шишков според многу денешни показатели би можело едноставно да се прикаже како кусано, многу динамична и животно богата, а по многу нешто незавршена приказна. По неговата смрт во 1986 година не се пишувало многу. Објавени се неколку текстови и 2 монографии со ист наслов – Шишков, посветени на неговиот живот и творештво, една во 1999 година од новинарот Гоце Ристовски, а другата од театрологот Јелена Лужина, која се јавува како прередувач на монографијата. Во Струмица е покрена театарски фестивал кој на почетокот го носи името Денови на Ристо Шишков, за подоцна да прерасне во фестивал на камерен театар Ристо Шишков Струмица. Ристо Шишков, тоа беше еден умен човек, одличен ученик во она вистинска смисла на зборот. Човек кој сакаше да се експонира насекаде, во смисла на тоа дека од тие најмладите одреди, младински, пионерски и така натака. Ристо го запознав тогаш како ученик во гимназијата Славчо Стоменски во Штип. Тоа наше пријателство остана долги низ години, се до последните денови од неговиот живот. Како личност, еден крајно искрен човек, интелектуално високо набиен, би рекол, барем во она време кога бевме уште дете, кога практички се надградувавме. Од ненадеж реши да студира глума, иако се подготвуваше всушност за атомска физика. Значи, се си мислев дека да се одредеше за науката, а за не за уметноста. Тој ќе беше сега еден 80 годишен научник, кој ќе работи можеби на Винча и така натака. Но уметноста е нешто друго. И тој студираше, реков, на Белградската академија. Веднаш беше забележен како потенцијален актер кој може да биде член на Југословенско драмско позориште, што е ретка состојба. И всушност неколку улоги ја одигра во тој театар уште како студент. Ристо Шишков беше просто растргнан од режисерите, нели? Сака да играше во представите на Илија Милчин, на Димитар Костаров, нели? Кои беа актуелните режисери во тоа време, во мои представи. И мислам дека независно од тоа што животот му траеше кусо, тој направи еден огромен опус од насловни улоги, нели, достојни за почит во биографијата на секој актер. Актерот Ристо Шишков е дел од македонската историја. Тој е еден од носечките столбови на македонскиот театар. За тоа совршенство секогаш ќе има убави зборови. И тоа оправдани и подкрепени со несоборливи факти. На времето, не знам дали ви е познато, тој бил задржан и во Југословенско драмско позориште, но Шишков, како што си беше, не, јас ќе одам во Македонија.
Шишков дојде во Македонскиот народен театар кога му беше најпотребен на театарот. Актер со голема дарба, со големи емоции, кои тој ги криеше длабоко во себе си, а се представуваше со едно големо самочувствие. Тој имаше во себе си голема страст. Тој беше вулкан, оган. Значи Шишков го познавав од почетокот на неговиот ангажман уметнички. Јас бев едно 2 или 3 години постар на класите на Академијата во Белград кога дојде. И уште на прва година се наметна како извонреден талент. Се разбира за на крајот да прерасне не само во добар глумац, туку во култен глумац. Значи Шишков беше култ. И треба да се каже дека беше македонски култ. Ако им ја земете на селаните, од колективното дело нема да се види ништо. И секе личи на предавство. Ете тоа можам да ти речем. Но што се случува кај вас? Се случува во врска со планината. Реакцијата просто се моли да им ја земете на селаните и да му ја дадете на комбинатот. Треба што побрзо да се поништи одлуката што ја донесоте без да размислите. Планината е работа на судот и законот, а ти гледа една ноќ да не те запали жив реакцијата. Планината не е работа на судот. Планината е крв на селанецот. И јас те уверувам дека сме готови да почнеме нова војна ако ни ја земете. Не сме ние некоја играчка. Ние сме една горчила работа. И не дозволувам некој да ми кажува од некаде. Партијата не е некој. Партијата е некоја кој мисли така, разбра. И друго, што е најважно. Сол. Народот нема сол. Народот се поти. Солта му ја вадам за социјализмот. А сол нема. Ете, тоа е најважно. Слушај. Вие размислите. Секери имаме. Народот се множи. Планината е тука. Па ќе видиме чија ќе биде планината. Значи почнавме со филм. Јас дебитант, па бога ми и тој дебитант. Со планината на гневот. Во тој филм се разоткривме еден на друг до крај. Има неколку секвенции во тој филм каде што Шишков на вистина своите бели дробови, својот джигер, својот ум го става пред камера, го раствара, се гледа како човекот се раствара во ролјата и тоа е фантастично. Но тогаш уште го немаше направено тој испит и доби награда на Нишкиот фестивал и тоа му е единствена награда на југословенска конкуренција. На времето сигурно најдобар актер на Европа. Тој беше еден од ретките актери што се појавило на нашето глумиште. Кога се вели голем актер, тогаш навистина се мисли голем. Во една прилика господинот Джувалековски рече: Господе, па ово е поталентиран и од мене. Джувалековски, кој беше навистина голем актер, да го признае тоа беше малку необично. Јас, сега ми паѓа неговата креација за Еди Сунце Нисак Бабел, како Мендель Крек. Шишко беше 35-6 години, играше старец и кој на сцената пред очите на гледачите се претвараше во 100 годишен старец. Значи, сакам да кажем, да дојдам некако до идејата да пронајдам систем во артизмот на Ристо Шишков. Значи, Шишков бараше еден собствен систем. Тој беше дисциплиниран, доаѓаше на проби подготвен и не сакаше, воопшто не сакаше импровизација. Ристо ја имаше таа голема дарба да ја плени публиката, да ја земе под своје, да ја води 2 часа и потоа наеднаш
кога ќе заврши представата, да експлодира гледалиштето. Беше голем професионалец. Секогаш во представите кои почнува во 19:30, веќе во 18 беше облечен во костимот за ролата. Инаку, да кажам дека тој беше пресензитивна личност кој сите своји улоги ги доживуваше некако низ себе на свој, како да му се случуваат нему. Толку се вживуваше во нив што често човек не можеше да знае што е игра, а што е симулакрум на некоја нова реалност што живее во него. Мислам дека сите улоги кои што имал прилика да ги гледам, као да беа створени за него, нели? Затоа што во него имаше една нота која слободно можам сега да ја дефинирам, нота на нешто што беше онеправдано. Она што Шишков го ископуваше од себе беше ултрапатриотско. Но тоа стануваше свест преку свеста на ликот кој го играше. Именно, Шишков играше постојано херои, тој не играше некои негативни, црни личности, некои палјачовци, некои смешки да прави. За него настапот на сцена или пред камера беше литургија. Толку беше сугестивен. Толку беше толкав професионалец, ја мислам дека ретко сме имале. Од лабок котел се вариме, бегу. Таа пред целаните изјави дека самата дошла со мене. Ќе го изјавили тоа и пред конзулите. Не сакаш да ми помогнеш? Како? Смисли нешто. Многу пати знаевме да седиме во бифе и да разговараме околу тоа како го постигнува тоа во себе, тој механизам, од каде му е пред се запаметење на текстот и на совладување на улогата уште од некоја трета, четврта проба. Тој тогаш рече, тоа го носиш или не го носиш. Вештачки нема вештачки, вештачка глума нема. Не плаши се, јас сум. Синане, некој во дремката ме прогонува. Неизвестноста е тоа. А убиениот нема браќа. Сум чул, има во Битол или во Солун. Туку така не се убива. Тогаш не се мисли. Заборави, тури пепел. Не можам. Само да ја потпрам главата и некои лоши соништа ме измачуваат. Мора од патот. Уште колку пат остана? Блиско е. Наближуваме. Уште ден-два кон исток. Една необична, не секојдневна, раритетна личност во меѓу актерите. Значи, живееше од театарот, за театарот и во театарот. Театрологот Јелена Лужина во својата монографија посветена на Ристо Шишков вели: за да го протолкуваме Шишков онака како што треба, а треба да го толкуваме како великан на македонското глумиште, но и како протагонист на една од трите клучни фази во неговиот развиток, бидејќи тој е и токму тоа. Треба да се потпреме на оној клучен истражувачки метод врз која е втемелена театролошката наука како таква, метода на реконструкција. Имено, за да сватиме зошто, треба Шишков да го разбираме како еден од најважните македонски актери, протагонист на една од трите клучни фази во развојот на македонската глума и великан на македонското глумиште, треба внимателно да го реконструираме контекстот во кој тој агира не само во текот на најпродуктивните години од неговата кариера, се мисли на кариерата на Шишков од 1966 до 1979 година, туку и севкупниот контекст
на неговата граѓанска уметничка биографија. Оваа потреба од реконструкција на контекстот во кој Шишков ги одглумува своите најголеми улоги, својата рефлексија мора да ја има и во објаснувањето, реконструирањето на најважните, виталните и најопасните мигови од неговата граѓанска биографија. Мигови кои, за жал, и до ден денес не се реконструирани онака како што треба. Објаснувајќи го контекстот на реконструкција во уметничката биографија на Ристо Шишков, Јелена Лужина својот есеј насловен како Шишков, синтеза, ќе го заврши со следниве зборови. Македонскиот театар имаше невидена среќа да го добие и безочна потреба целосно да го поарчи Ристо Шишков. Сето тоа се случи само за 20 на години поминати во пеколно темпо и безмалку во целосно недоразбирање. Духот на Ристо Шишков останува да блеска во негации. Негацијата е една од формите на прифаќање на светот. Наравно, Пито Гуле го игра исто генијално, ама заедно тој беше тоа. Тој беше тој генетски код на македонец кој е субсумиран како непокор. И непокорот негов направи од филмот малку подлабока една приказка, отколку што самата приказка беше длабока. Значи, тоа беше неверојатен. И тука требаше да има признание, но парадоксот си работеше. Разумот е само лушпа. Друго е животот. Ти не си го обидел злото одблизу. Затоа така зборуваш. 8 години ми скокаа стаурци в лице во мрачната келија во Персија. И сега смртта ми изгледа многу поубава од сето тоа. Јас ти забранувам да умреш. Но за да ја продолжиш борбата, треба да останеш жив. Ако е можно. А ако не е можно? Можно е. Зашто целта што ни ја наложува општото дело е појака од нас. Ниједна цел не може да биде поголема од човекот. Околу ројата на Пито Гули, таму има две тези во тој филм. Едната е теза на едниот, другата на другиот, се два прототипа македонски. Едниот вели да отстапиме, да останеме живи. Нели? Карев, да останеме живи за народот, да можеме да го штитиме, а Пито вели не, треба да загиниме. Подобро ќе го штитиме народот ако има идеал на загинати херои во себе, отколку живи. И то се две тези филозофски. Разгледувајќи ги тие тези, што значи татковината? Шишков во еден момент ќе рече, ние немаме татковина, бе. Немој ти мене да ми кажуваш. Ние немаме татко, имаме очув. И со тоа се ми каже. Значи, во Југославија ние немавме татко, имавме очув. И тоа беше една чудесна ситуација, една од многуте ситуации во која избиваше креативна варница. Не е тоа така паднато од небо, така да игра. Во исклучително плодната авторска година 1972, кога Ристо Шишков ги толкува водечките роли во драмите Фома, драматизација на романот на Фјодор Михајлович Достоевски Село Степанчиково, Крал Лир од Шекспир и Животот на Галилеј од Бертолт Брехт, и кога го снима филмот Истрел по сценарио на Димитар Солев, Службата за државна безбедност го чести Шишков со формирање на лично досие број 6002 при СДБ. Чакајте!
Подоцна во 2 наврата за Ристо Шишков се отворени 2 полициски досиеа. Во 1975 година под број 6407, а со псевдоним Табакера, и во 1980 година под број 6596 со псевдоним Табакера 2. Еве дел од раководството на Социјалистичка република Македонија. Благоја Талески, председател на собранието во периодот од мај 1974 до мај 1982 година. Ангел Чемерски, председател на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија во периодот од март 1969 до мај 1982 година. Благој Попов, председател на Извршниот совет на собранието на Социјалистичка република Македонија во периодот од април 1978 до април 1982 година. Според службата за државна безбедност, Ристо Шишков се обработувал по линија на македонски национализам и шовинизам, и тој како државен непријател се јавувал како припадник на категориите шовинист, сепаратист и хегемонист. Во полициските документи, како основа за заведување на Ристо Шишков како непријател, меѓу другото се наведува и следното. Документ за заведување на предмет во претходна работа, отворање на предметот под псевдоним Табакера. Момент. Ако сакав да се бранам, јас се уште сум во состојба да си најдам адвокат. Го молам бранителот по службена должност да не се претка во мојот приватен живот. Објектот Хотел Сплендид се урна и точка. Јас лично сум одговорен за причинетата штета. Го слушав обвинението и ја признавам мојата вина. Ристо Шишков почесто истапува на националистичка основа, при што ја негира и омаловажува политиката на Сојузот на комунистите на Југославија во меѓунационалните односи. Со навредливи зборови настојува да го дезавуира државно-партиското раководство на СФРЈ и на СРМ, обвинувајќи го дека е виновно што се уште не е решено прашањето на македонците од Егејска и Пиринска Македонија. На јавни места со најгруби и навредливи зборови се нафрла на личноста на другарот Тито, кого го смета за главен виновник за тоа што демократското движење во Егејска Македонија не успеало. Очекува дека преку организирана акција на македонците од Егејскиот дел на Македонија, кои живеат во СРМ, и на македонската емиграција, ќе биде ослободена и обединета Македонија како самостојна држава. На друго место во документот на СДБ за согледувањето на состојбата на ПО Табакера се забележува следното. Основа за неговото заведување биле повеќето регистрирани непријателски истапи и искажувања. Во таа смисла тој оценувал дека се направила голема грешка во НОБ, што војните единици не били испратени кон Солунскиот фронт, туку били упатени кон Сремскиот фронт, поради што денес голем број македонци се наоѓале под робство. Исто така, според него, денес многу малку се посветувало внимание на положбата на македонската националност во Грција, за разлика од положбата на словенците и на хрватите во Корушка, зашто го обвинува државното и политичкото раководство. Со голема скепса и антипатија гледа на општественото самоуправување и на економските односи во нашата земја, тврдејќи дека водат кон анархизам, кој раѓал спротивности и економска нестабилност. Во 1974 година, пред да го отвори досието Табакера, СДБ изготвува план за преземање на оперативни и други мерки за оперативна обработка на Ристо Шишков. Овој пат сметам дека обработката на Шишков треба да го опфати елементот пластика 4, односно сите експлозии, повеќе во смисла на тоа дека тој би можел да биде организатор. Елементот пластика 4 е кодно име на акцијата на СДБ, насочена кон откривањето на сериите експлозии кои во тоа време се случуваат во Скопје. Сосема е јасно дека СДБ има голема желба Ристо Шишков да го спои со овие активности. Планот на СДБ за преземање мерки кон Шишков содржи 18 мерки кои мора да се преземат. Ке наведеме неколку од нив. Разговор со неговата сопруга,
Ке се опфатат прашања за нивниот живот, проблеми, причини за судирите, мерки што ги преземал тој кон неа, кој му помагал во тоа. Проверка на неговите односи и врски во МНТ, издвојување на врските и на оние со кои е во судир, прибирање на податоци и документирање на неговите непријателски истапи. Врски на Шишков во странство, посебно во Австралија и во Канада, издвојување на поинтересните и нивна обработка. Кон Шишков и некои врски да се применува мерката следење. Ке се даде предлог за примена против Ристо Шишков на оперативно-техничките мерки Радика и Полок, прислушување, отворање на поштенските пратки и конспиративни предреси. Нека биде убаво кога ја пеам последната песна. Нека биде ден. Сакам со обете нозе да стојам и да пеам. Сакам со отворени очи да гледам горе и да пеам. Сакам ветровите да ми го обијат телото, сакам сонце да ме облева. И целиот свет да пее со мене. Нека биде убаво кога ќе ме убиеш од ти што ја даваш светлината. Нека биде ден кога ја пеам последната песна. Кој го кодошеше Ристо Шишков? Службата ги делела на оперативни врски и пријателски врски. Сите тие, без разлика дали кодошеле за услуги, за позиции, од страв, за пари или едноставно од нетрпение и завист кон Ристо Шишков, активно учествувале во формувањето на неговото полициско досие, а со тоа и индиректно во уништувањето на неговиот живот. Голем број од нив се уште се тука. Некои од нив и учествуваат на манифестациите во негова чест и добро се запознати со вистинската судбина на Ристо Шишков. Кога ќе го гледаат овој филм, сигурно ќе се препознаат и можеби ќе се запрашаат зошто го правеле тоа. Особено треба да размислат оние кои му биле пријатели или најблиски колеги, оние кои службата ги заштитувала како пријателски врски. Но службата за државна безбедност, како и секоја тајна полиција на светот, е болно педантна институција. За секоја информација или разговор против Шишков составувала документ. Па така имаме докази за изјавите на врвните театарски авторитети, дадени пред инспектори на СДБ и на големите културни авторитети на државата во тоа време, кои со истенчена безбедносна рефлексија даваат информации за Шишков и за настаните околу него. За попластична илустрација на споменатиот контекст, ќе отвориме неколку псевдоними кои учествувале во оваа подла игра. Бујанова, Патник, Нико, Бисер, Секретар, Кирил, Кафе, Професор, Букет, Ниш, Нако, Конев, Глумец, Режисер, Новинар, Мишо и други. Табакера бил псевдонимот на актерот кој бил еден од лицата за кои драматург редовно ги информирал службите за безбедност. Комисијата за верификација на фактите открива дека драматург всушност бил Владимир Милчин, кој доброволно соработувал со органите на државната безбедност. Види, што ли неке измислат? Јас мислам дека вашата глава и повеќе вреди. Зар мојата трговска глава, што е полна со басми, сол, масло, восок? Вие сте Гоце Делчев. Тој имаше голем револт во себе. И во тој револт гореше самиот. Јас имам објаснување, преска се ви кажав. Амигдалата негова беше воспалена нон-стоп. И она му ги правеше сите други гестикулации, моторички акции, говорни акции. Јас имам се. Имав и премногу. Луѓето ми завидуваа на големиот удобен стан, од кој ги истарав собствените родители. На прекрасната вила со базен во кој се капе не знам кој. На мерцедесот со кој се вози жена ми. Со не знам кој и не знам каде. На големиот телевизор во боја што им служи на соседите. На телефонот што ми ги кине нервите. На црниот костум, на белиот костум, на машинката за бричење ми завидуваа. Прости, но на човека еден ден ќе му преврија и тогаш му е доста.
Еве неколку грозотии од таа обработка. Уредник на ТВ Скопје, документирано. Тој е највулгарен бандит и непријател на нашата земја, кој не бира зборови и навреди за се што треба да ни е светиња, почнувајќи од државата па до највисоките раководители. Финансиски директор на една издавачка куќа, документиран разговор. Тој е најмрсниот бандит и непријател што јас го знам. Тој ни 24 часа немаше да постои ако на него се гледаше како што гледаме ние постарите, па 100 пати нека биде тој голем уметник. Актер, еден од легендите на македонското глумиште, документиран разговор со инспектор на СДБ. Не сакам ниту името некој да му го спомене во мое присуство. Џабе што е тој талентиран, но тој е најобичен бандит и непријател, кој навредува се што би требало да се почитува и да се цени, почнувајќи од државата, самоуправувањето и нашите највисоки државни и партиски раководители. Актер, документиран разговор со инспектор на СДБ. При следната негова навреда, на која било личност, на самоуправувањето и на државата, јас лично ќе го убијам. Тој е бандит и непријател на нашата земја. Тој е непријателски платеник за да врши провокации, да ја навредува нашата земја и највисоките раководители. Директор, кажано во информација до политичките структури по инцидентот на снимањето на филмот Води во струга. Со ништо не може да се оправда фактот дека Ристо Шишков нанесувал тешки и со ништо оправдани навреди на председателот на Републиката Тито. Кога беше обвинет за некакви политики и задкулисни политички игри, за кое може се да се каже за него, можам да речам слободно дека тој од политика немаше блага врска, нити кога и да е, таа му беше во свеста присутна. Единствено на кое што јас сум бил лично присутен беше неговата секогаш незгасната болка за својата Македонија. Оваа Македонија, но и делот од кој што потекнуваше тој. Па во една пригода во Букет ја извади личната карта на која пишуваше каде е роден, во кое село и Република Грција. И тогаш побеснуваше, јас грк ли сум, што сум? Неверојатно му тежеше проблемот со Егејска Македонија. Неверојатно. И мислам дека самиот се ушти баш поли тоа. Се тоа нема врска со политика, тоа има врска со сечија потрага по собствениот идентитет, по архетипското, по несвесното во себе, по своите корења. Многу податлив и веруваше на луѓето. Беше гласноговорник, можеби на еден Чинго, на Бранкова Рошлија, на Ганец Дорович, он беше гласноговорник. Од тие што не можеа да го кажат вака јавно, бе на функции, го кажуваше Шишков. Девизата на Шишков беше, сега ми паѓа на ум, една реченица на Наполеон, која гласи вака: 100 души кои говорат прават повеќе грмеж од 2 милиони кои молчат. Значи, он говореше, и то говореше громко, и од сцена, и зад сцена, и меѓу сцена, и така натаму. А режимот, да бидеме отворени, режимот во нашата бивша татковина беше еден нечовечки режим кој сакаше да се представи со човечки лик. Социализам со човечки лик, тоа ви е плеоназам, тоа ви е контрадиктио и надјекто, тоа не може да види, затоа што не е тоа човечки режим, затоа што тие режими не водат сметка за основните човекови права. Според тоа, тој беше една зверка во кавезот. Тој не бараше да биде лидер, не бараше да ја води нацијата. И тоа, оно што му тееше на душа, сакаше да го каже. Не е така како што мислите вие. Има и друг дел од играта. Ристо беше жртва на неколкумина своји така наречени пријатели, кои што го злоупотребуваа, немајќи храброст да го кажат она што Ристо го кажуваше во нивно име, а во исто време и него не мислеше. Така да нему му се налепија етикети тогаш дека е националист, па поради тоа и страдаше.
што не беше. Не беше затоа што јас можам да го кажем тоа, јас со него сум поминал најмалце 10 играни филма и не знам колку театарски представи, колку ТВ драми и серии. И лично не можам да кажам ни еден лош збор за него. Како за човек, како за личност, а за актер да не говориме. Мислам, имавме сосема коректни односи. Шиле е жртва на неговите пријатели. Едно се процесите и тоа е најтажната работа. И работа која што не се простува. Никој од надвор не ни прави нас ништо. Сите медиоткритети кои што не можеа да го достигнат Шиле, капка по капка направија да тој едноставно настрада. А он дозволи, мене учејки ме како да обстојам со цврстина, он попушти да го натера да се самоубива. Па по-фер ке беше да го отепат, отколку да го терат цено да се самоубива. Мислам, не е фер, нели? Ефенди Сулеймане, немате никаков издес. Престани со огнот, Никој не сме да пука. Животот ќе ви биде простен на сите, Ефенди. Предајте се. Јас сум офицер на султанот. Не се предавам на комити. Вашата чест не ќе биде загубена ако и се предадете на војската на Македонија. Слушај ме, кафеджио. Врати се назад и заборави да бараш живот од турски офицер со голи раце. Една представа која се викаше Кенгурски скок, под текст на Живко Чинго покојниот, кој на многу начини личеше на Шишков. Или може поисправно да се каже Шишков личеше на Чинго, зашто и Чинго беше култен писател и беше, така да се рече, табиетлија човек. Кога Живко Чинго, јас и Шишков дојдовме на една идеја да направиме речиси една автобиографска пиеса специјално за Ристо Шишков, и така се раѓаше Кенгурски скок во кој Ристо Шишков учествуваше уште за време на пишувањето на пиесата. Имаше нешто, некоја дупла експозиција, би рекол, во таа приказна на Кенгурски скок, кој може би не допре до сите, но кој јас одлично знаев дека под сето тоа што се случуваше на површината, тлееше една, би рекол, вечна тага на еден откорнатик од својата земја, нели, Егејска Македонија. Значи, тој едноставно ја носеше таа во себе си таа тага и им ја поземуваше на ликовите што ги толкуваше. Со таа пиеса, всушност, на некој начин, животот, судбината се поигра со животот на Шишков. Кенгурски скок стана почеток на крајот на неговата животна историја. Имено, таа представа за која со воскит зборуваа наши познати писатели, како Петр Андреевски, Михаил Ренџов и други, кога се појави, таа представа, значи, беше одлично примена од публиката, а и од селекторот на тогашното Стерино позорие, и представата замина на фестивалот во Нови Сад. И на Стерино позорие беше, брилираше. Шишков успеа да се одржи до крај психофизички на представата и сите мислевме дека конечно тоа е шанса да се рехабилитира, но наградата изостана. И тоа, мислам, дефинитивно го дотолчи, загуби он желба. Сите очекувавме дека серијната награда дефинитивно е негова, заради тоа што имаше таму и наши луѓе, дека брилираше таму на Стерино позорие. И пошто не мога да доделија наградата, беше страшно погоден. И некои стари гневови во Шишков веројатно се обновија, затоа што од Кенгурски скок тој скокна на снимањето на време. Водејќи што се случи таа трагикомична ситуација. Тоа утро во Струга, Ристо дојде по цела ноќ
проведена во воз, враќајќи се од Нови Сад, од Стерино позорие, каде што, со право или не знам, ја очекувал главната награда од представата Кенгурски скок во режија на Бранко Ставрев и текст на Жипко Чинго. Се говори дека во возот патувал заедно со еден негов така наречен пријател кој што цело време му повторувал дека никој не му е виновен кога не е Хрват или Србин, бидејќи таа година наградата ја добил Мики Манojlović. Ристо беше многу податлив медиум за да му се всади во главата некоја туѓа мисла и во својот темперамент и лесна избувливост го земал тоа здраво за готово. И сега го допираме прашањето дека Шишков, Ристо, јавно, постојано се залагаше зошто туги актери играат во македонските филмови, нели? Но тие и понатаму ги играа главните улоги, а тој е во спомнатиот време води играше српски џандар, видите, за иронијата да биде голема, а во Црвениот конј, наместо да го игра главниот лик, го играше грк. Vamos! Zašto se naleo? Identifícame! Trépame puzen, skofótica sin prespa, i pune pjastika! A emena tu lahistan, sam tăpam! Има право Ставропулос. Ова ли е земјата на Сталин? Ми се чини дека требаше да помине некое време за да се роди таа свеста дека македонскиот филм треба да го прават македонски автори, нели, вклучително и актери. И така од една ситуација на која големите луѓе на Македонија и од политиката се смееа, нели, некои ситни души успеа да внесат еден таков немир кај Ристо Шишков. Понатаму се случило она за кое пишува во обвинителниот акт, но никаде не пишува дека на тој инцидент му претходеле неколку провокации и навредувања од некои членови од екипата на филмот од хрватска и од српска националност. Според тоа кажување документирано во изјавата на Шишков пред СДБ, хрватскиот артист Лепетиќ јавно провоцирал дека македонците се цигани, па дури отишол и дотаму во диалог со некои српски колеги да се шегуваат дека во Македонија и кучињата не знаат да лаат, бидејќи лаат на македонски. По овој инцидент следува цела лавина од настани, кои директно се вперени против Ристо Шишков. Тргна тркалото се врти на долница и ситуацијата за Шилев стана се полоша и полоша. Го доживеав задниот дел од неговата драма во која он учествуваше. Во филмот Време води, што го снимаме, јас бев тонски снимател. Се работеше се една екипа составена од цела Југославија. Имаше многу луѓе од Србија, од Хрватска и така. Он играше српски офицер, војник, полицаец, тоа што играше главната улога, машкаш имаше, затоа што не можеше да говори српски. И како што течева сцените, како се повторувава кадровите, дубловите на снимање. Мики Стаменковиќ, водејќи го тоа, не е добро, снимањето, не е добро, не го изговори добро српски. Па добро рече, ќе го насинхронизираме, престаните више еднаш да ме гневите. И во еден момент не е српски, не е добро, не е да кажа целата реплика. И почнаа да зборат секретарката по режија која води тоа природно снимањето. Цело време кажуваше и кој дел на текстот не го изговорил и го заборавил. И она, не е добро, не го изговори текстот, не е цел и не е на српски. Се заврте на незе и ја опсу, па добро рече, па ни ти не си србинка, не знаеш да збориш, и ти си словенка, што ако? Па и да не сум го изговори. И не успе и на крај некој предложи и од другите да го остават малку да се одмори, да се прекине снимање, да се даде одмор. Јас го фатив под рака, едва одаше и го извадив надвор, да не контактира, да не ги гледа луѓето, да не го иритираат.
и го пикнав во таксито на режисерот и негов кај што се возева внатре, да седи да се одмори 15-20 минути, пол сат, да се стабилизира некако. И некако се смири малку, дојде Гапо, рече, мораме да снимаме, немаме више време, нека излезат. Дојдовме на сцена, покушав повторно, уште едно, 2-3 дубла, не е добро, не е српски изговорено и не е целиот текст. Мики Стаменковиќ се заинати тотално. И Гапо на некој изгледа ипак се освести и тој малку. И прекина со снимањето. Го качивме во такси и заминавме во хотелот. Во еден од струшките хотели. Неколку души бевме собрани. И затоа ми е мака што дозволивме еден таков срам. За наш колега. Од тие луѓе што снимаа со него, познавајќи го добро каков е, уште со првиот збор, кога почнал да зборува, требале или да го тргнат и се да се заврши за 1 секунда. Но она што сериозно им го замерам на сите тие е што не ја спречиле каугата. Тие посакале да видат театар автентичен во живо пред нив тогаш и гледале тоа циркус. Актерите кои беа околу него, не сите, беа на некој начин љубоморни на сиот негов талент. И многу ми е жал што на крај Шишков тоа го плати со глава. Тоа беше сепак една богата, длабоко во неја, значи личност во која беше инкорпориран еден револт кој мислам дека го предусетив од што е, веќе многу имавме разговарано, али и токму поради тој револт мислам дека одеше самиот против себе. Голем патриот беше, нажалост се случи оно што се случи. Она што потоа се случуваше беше нељудски и целата екипа на чело со режисерот дојде до заклучок дека подобро е да продолжиме утредента. Така да ние тргнавме на кај хотел Бисер во својот гнев дека е прекинато снимање поради него, Ристо не сакаше да оди да спие и да одмори, седнавме во ресторанот. И тогаш се случи тоа за кое што потоа беше суден, но не осуден. Зашто не треба да заборавиме дека Ристо беше во затвор 4 месеца поради реметење на јавниот ред и мир, а не поради национализам или цуење на Јосип Броз Тито или Југославија. Снимањето беше прекинато, дојдоа некакви си инспектори утредента и сите се собравме, си одиме дома, но секој од нас даде изјава. Прилог изјави од лица. Бранко Гапо, Петар Арсовски, Душко Костовски, Ненад Милосављевиќ, Ацо Дуковски, Зоран Младеновиќ, Виолета Шапковска, Алјоша Руси, Благоје Чоревски, Стефан Ацевски, Живадин Ѓорѓевиќ, Штефанија Хрушкар и други. Ацо Дуковски изјави: кога дојдовме на снимањето, претходната сцена не беше завршена, па затоа јас и Шишков отидовме во кафеаната Дрим, каде што се напивме по 3-4 ракии. Потоа, кога влеговме на сцената на снимањето, знам дека настана расправија меѓу Шишков и Бата Маричиќ, така што во еден момент Шишков се обрати према Бата и го опцу. Душко Костовски изјави:
За време на снимањето на сцената, Ристо Шишков беше во делириум. Тој према поединци се обраќаше со пцовки. Сте дошле да ни го јадете лебот и да земате хонорари. Наредниот ден разбрав дека настанал инцидент помеѓу Ристо Шишков и Мики Стаменковиќ, но детали за тоа не ми се познати. Бранко Гапо изјави: Снимањето почна нормално како што беше предвидено. За време на снимањето јас воопшто не слушнав Ристо Шишков некого да пцуе. За автентично изнесување на таа улога, јас дозволив при снимањето Шишков да испие неколку чаши вино. Во вториот дел од снимањето од страна на Шишков немаше никакво пцуење, освен што го опцу електричарот Петре. Алјоша Руси изјави: Слушнав дека изговори мафтајки со раката. Ех, каква глупост направи. Зоран од мене бараше со мојата кола да го излечам Шишков, јас не можев да го прифатам бидејќи требаше да заминам за Битола. Откако ги завршуваа потребните формалности инспекторите од Службата за државна безбедност, го информираат основното јавно обвинителство на Битола дека иницијативата на СДБ за строго кривично гонење на Ристо Шишков е прифатена и од страна на компетентни политички фактори во Скопје и Републиката и дека објективната и информираната јавност која е запозната со конкретниот истап на Шишков очекува и кривично правна реакција за таквото негово однесување. На партискиот состанок на членовите на Сојузот на комунисти на Југославија во филмската екипа на играниот филм Води, одржан во Струга на 25.4.1979 година, е разгледуван инцидентот. На тој состанок се изнесени серија дополнителни обвинувања, подкрепени само од идеолошка природа, базирани пред се на одбрана на системот. Состанокот се одржува во присуство на 14 членови комунисти. Струга при снимањето на филмот Води настанал некој тежок политички инцидент. Така беше пренесена информацијата кај председателот и добив задача изворно да отидам да одржам состанок и да информирам што практично таму се случило. Се закажа состанокот, другарот Парличков, кој што отварајќи го состанокот, не како што ние сме навикнале го отварам состанокот па дневен ред и така натаму, туку он едноставно со прилично насолзени очи се обрати со зборовите: магариња едни, што сте вие направиле? За мене беше чудно што навистина не стана од Сен Парличко ни еден друг од неговите колеги да каже дека ова е случајно во една таква состојба и дека не треба да се дава кој знае каков широк значај, нити пак да се дава одма оценката уште непроверено, дека станува збор за тежок политички настан затоа што ете го опцул председателот или кажал некои поградни зборови, му го нарушил авторитетот, а јас сум убеден дека на еден председател кој што имаше во тоа време огромен авторитет, а еден весел човек кој што испаднал од кафана, па ако направил и пцовка да направил, мислам дека не може да го сруши авторитетот, нити пак или пак ако тоа навистина може да го направи, тогаш не можеме да зборуваме за авторитет на таа личност. На крајот од состанокот, ревностните комунисти предлагаат случајот да се расчлени во 3 фази. Ристо Шишков да се исклучи од екипата која го снима филмот. Доколку се потврдат инцидентите дека Ристо Шишков го навредувал и председателот Тито, да се исклучи и од филмот и да се преземат партиски казни. Извадок од записникот од состанокот на основната организација на Сојузот на комунистите Драма при МНТ, одржан на ден 28.4.1979 година. На состанокот прв за дискусија се јавил актерот Ристо Шишков, кој беше самокритичен за инцидентот и посочи дека мотивите за револтот биле предизвикани од актерот Звонко Лепетиќ, кој во неколку наврати ги нарекол цигани. Душко Костовски изјави дека извештаите од инцидентот во Струга се точни. Владимир Милчин предложи да се предложи комисија која ќе дојде во Струга да разговара со одговорните луѓе, со членовите на активот на Сојузот на комунисти, со председателот на работната организација и очевидците, за да се оформи целосна слика за настанот, за да можеме да донесеме дефинитивни ставови во врска со случајот. Нема премислување дека Шишков сгрешил, но се работи за степенот на вината. Ристо Шишков повторно побара збор, бранејќи се со зборовите дека никогаш не бил националист.
Илија Милчин, според изјавата на Душко Костовски, констатира дека ние имаме материјал за да донесеме одлука и нашата организација ќе покаже зрелост, донесувајќи одлука за исклучување. Врз основа на заклучокот на основната организација на Сојузот на комунисти во ООЗ драма при Македонскиот народен театар, заради однесување спротивно на однесувањата на Сојузот на комунистите, недостојно за раководно лице во културна институција и врз основа на член 109 и 110 од статутот на основната организација на Здружен труд драма при МНТ, Ристо Шишков, актер, го разрешува од должноста ВД директор на основната организација на Здружен труд драма при МНТ. Председател Душко Костовски, ООЗ драма при МНТ. Врз основа на одржани консултации и состаноци во екипата на филмот Води, Македонскиот народен театар, Вардар филм и други, на кои критички со јасно идејно политичка определеност, биле согледани сите аспекти на инцидентот во Струга, уследи исклучување на Ристо Шишков од Сојузот на комунистите, сменување од должноста ВД директор на ООЗ драма при МНТ Скопје, од повикување од должноста секретар на Сдруженијето на драмските уметници на СРМ, одземање на улогата на Жика, наредникот во филмот Води, како и ембарго за негово присуство на програмата на ТВ Скопје. По завршената истрага и по изрекувањето на затворската казна од 90 дена, од страна на Општинскиот судија за прекршоци од Струга, со решение број 1268/79, Ристо Шишков преку својот адвокат Јордан Десковски се жали на таа пресуда и Републичкиот совет за прекршоци на СР Македонија во Битола ја прифаќа неговата жалба и пресудата се преправа од изречени 90 дена на вкупна казна затвор во трајање од 60 дена, согласно член 39 став 1 од Законот за прекршоци. Подоцна Окружниот суд во Битола го осудува обвинетиот Ристо Шишков за кривично дело предизвикување на национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост по член 134 став 2 од Казнениот закон на СФРЈ и му изрекува условна осуда за време од 2 години, под услов во тој временски период обвинетиот да не направи ново кривично дело. Со оваа пресуда завршува судското процесирање на случајот со инцидентот за време на снимањето на филмот Води. На 15 јануари 1980 година, легендарниот македонски актер Ристо Шишков започнува да издржува затворската казна во затворот Шуто Оризари во Скопје. По издржувањето на затворската казна започнува последната и најтешката фаза во животот на Ристо Шишков. Викам, што правеше таму? Кај што беше? Ми вика, бев одговорен за паркот. Друго, што друго правеше? Па така вика, шетав по паркот, ги вадев цекињата и кога кажав, имаше ли некое насилство, вака, физичко на тебе? И не ми одговори. Сигурен сум дека го тепале. Не кажуваше, беше у затвор, не се. Една поента имаше многу проста, човек од 1,80 м да дојде дома, секој ден, значи, да дојде дома и да каже, да плаче, маж, и да вели, тоа е тоа, и да вели дека нема македонци. Тој натаму е под притисок, колегите го одбегнуваат, а службата за државна безбедност не престанува да го обсервира и да го следи. Во една белешка на СДБ од тоа време се вели: за време на издржувањето на казната затвор во трајање од 2 месеца, неговото однесување било мошне коректно и воздржано, без непријателски коментари и истапи за општествено-политичките состојби во нашата република. Но во последно време се почесто продолжува да го изразува својот гнев, кој го криеше пред и за време на издржувањето на казната. Така во една пригода на лице од службата за телефонски информации, на мошне остар и навредлив начин, му забележал дека зборува на српски јазик под мотивација, дека требало да знае дека овде е Македонија, а не Србија, а на некој свој роднина од Струмица му го честитал 2 мај со следните зборови: нека ти е честит, смрдлив и плачлив 2 мај. Земајќи го тоа предвид,
Службата, поаѓајќи од добиените сознанија за неговата непријателска активност, а и од реалната предпоставка дека и во иднина ќе ги застапува истите ставови, врз него и натаму ќе се остварува целосен увид и ќе се применуваат адекватни средства и методи на службата заради благовремено сознавање и попречување на неговата активност. Фрлям ѓубрето тука, гледам еден милиционер излева, карши нашата брата. И влезам околу шикта и викам, шо сак тај милиционер тука, вика Ристо требам од Скопје. Милицијата знаеш веќе и пос 5 минути дојде Ристо. Вика, ај ки дојдеш ли со мене до Ново село, вика треба да земем сирне. Една канта, вика сирне. И викам ки дојдам. И тргнахме. Ние до Босилово, 4 коли зад нас милицијата. 4 коли. И он изизелот голем беше висок, подпре се на колата и вика, шо сакате од нас, од мене? Пазуш не, пани не, филму не, себе скинахте, шо сакате од мене? Ке си одиме, синане. Оти не се радуваш. Ке си одиме. Синане, оти не се радуваш. Си немел среќа да живееш со својот убиец, како со свој пријател. Ти го уби брат ми, јас тебе. Сум дал збор. Да не моравме да се враќаме, ке го погазев зборот. Омразата како и досега, ке ја заменевме со пријателство. И така на обајцата ке ни беше полесно страдањето. Значи, тој стана култ барајќи ја смртта. И тој умре пред да умри. Добри 5 или 6 сезони, за него немаше никаде никаков ангажман. Проба, двајца режисери проба за волја на вистината да го вратат. Првиот е Ставрев, вториот сум јас, да го вратиме преку представи. И разговаравме со Ставрев дека чарето негово е да се врати преку представи. Меѓутоа беше многу тешко да му се подели роля, затоа што беше прекјутен, премолчен споразум меѓу сите така наречени тогаш друштвено-политички, општествено-политички фактори, тој да се игнорира, да го нема, да не се пише, да нема, ништо. Но успеавме да го вратиме. Јас го поставив тогаш Јулије Цезар, кој еминентно беше представа за распадот на Југославија, уште во 81 година. Цезар тука играше ролјата на покојниот Тито. Тогаш пишуваа сите светски вестници дека што му умре Тито, Југославија ќе се распадне. И то беше самата суштина на представата, а Шишков го играше Брут брилјантно. Во известна смисла тој беше Брут. Но за жал само првиот дел, веќе во вториот дел паѓаше затоа што психофизички не можеше више да стои на сцена, толку беше болен. Доживеавме една стварно саркастична ситуација. Би рекол, познато е дека злосторството и казната, меѓутоа во случајот на Шишков, казната роди злостор. Беше исклучително емотивен човек и не можеше да го преживее тоа дека повеќе не игра, дека нема улоги на филм, дека нема улоги во театар. Тоа дефинитивно го докричи. Животната динамика е сместена во еден релативно куст човечки живот од само 46 години, а во тој од Бога даден живот се распоредени како препознатлива уметничка судбина 29 години актерство. Незавршеноста на оваа голема актерска приказна сепак има крај. Биолошки и суров, кога немилосрдната болест на интерната клиника во Скопје одигра трагичната едночинка со животот на актерот Ристо Шишков.
тој човек кога умираше 6 месеца врзан за раце и нозе и многу просто едноставно на крајот само им кажа не секам никој. Кажи да ме одврсат. Кажи им да ме пуштат, да излезам од овдека. Добро, Шишко, ти даваат лекарства. Не сакам ништо, само да ме пуштат да излезам. Таа слика со Светиев никогаш нема да ја заборавиме. Што беше и после кога седнав, искочивме надвор и стоиме сите, тука само не се сеќавам дали Ставрев рече или кој рече да одиме. Зар ние вика чекаме да умре, да одиме. И излеговме од болницата. Последните денови нема да му ги заборавам. И една реченица ја паметам и ќе ја паметам додека сум јас жив. А тоа е, не сум спремен уште да го напуштам овој свет, меѓутоа гледам дека снагата ми издава. Дека болеста е појака од мене. Еден негов пријател, убеден сум дека му беше пријател, неким да му го спомнам името, ми пренесе дека Шишков на самртната пострела рекол ме убија бездарниците, што е сигурно точно. Оземајќи му го театарот, филмот, оземувајќи му го глумиштето, практично губија. Губија и некои од неговите колеги, а во главном губи државата. Што не го заштити. Значи, он не умре так, умре полека се угаси практички. Понекогаш ми е жал што пребрзо го истрча патот. Можеше малку поспоро да трча. Јас сакав да ја сочувам планината за вас. Сега, кога големиот актер е легенда, во оние 29 бурни актерски години, сквернавењата и понижувањата ги имало подоста. Но и тогаш носителите на тој срам бегаа од актерското мајсторство на великанот. Бегаа од сцената, каде што беше недопирлив, за да го удираат ниско и да го уриваат Ристо Шишко во животот, во семејството, во среќата и обстојувањето. Но и за спротивноста на тоа црнило, за големата љубов на Шишков кон животот, слободата, луѓето, семејството, театарот и уметноста, но пред се за Македонија. Токму тука, на овие свети темели на тешкото македонско постоење, е крајот на недовршената животна приказна на големиот актер Ристо Шишков.